Како што најавивме по рекламите, време е за вестите. Младинскиот клуб од Штип заедно со новинарите реализираше проект за истражувачко новинарство, поврзан со социоекономската состојба на новинарите од Истокот. Анкетите покажуваат дека работата на новинарите и медиумите е на маргините. Проектна активност за истражувачко новинарство реализираше Младинскиот клуб Штип со новинари кои во брошура ги дадоа резултатите за социоекономската положба на новинарите во Источна Македонија. Проектот Истражување социоекономската положба и права на новинарите во Источна Македонија е спроведен од Младински клуб Штип во соработка со новинари и истражувачи, кои што спроведува истражување со цел да се утврди реалната состојба на новинарите и да се прикаже нели со медиумите и со новинарите во Источна Македонија. Исто така да се прикаже перцепцијата на новинарите за граѓанскиот сектор и обратно и да се истражат можности за евентуална соработка и да се утврди интересот на младите луѓе за работа во медиумите, еден помал сегмент. Овој проект е финансиран како субгрант од Сдруженијето за права на новинарите преку европски фондови. Истражувањето опфаќа работа на медиумите и услови во кои работат новинарите во Источна Македонија. Истражувањето кое што се спроведуваше речиси половина година даде можам да кажем поразителни резултати за состојбата на медиумите и новинарите во Источна Македонија. Од првиот аспект во однос на законот за работни односи забележавме дека новинарите немаат одмор како што предвидува законот за работни односи. Новинарите се без соодветни слободни денови како што е предвидено, работат на празници. Вториот аспект на истражувањето е финансискиот. Овде исто така можеби голем дел од колегите знаат, меѓутоа јавноста веројатно не знае. Само 10% од новинарите земаат просечна плата во Македонија. Најголем дел од новинарите, преку 50%, земаат плата која што се движи во ранг од 11 до 16.000 денари. Околу 15% од новинарите земаат плата која што се движи од 8 до 10.000 денари. Поразителен е фактот дека преку половина од новинарите кои што ние сме ги истражиле им доцни платата, односно не ја добиваат редовно. Само 47% од нив рекле дека добиваат редовно месечни примања, што исто така сметаме дека е еден поразителен резултат. Дел од истражувањето опфати аспекти на новинарите и невладиниот сектор, односно аспекти за тоа што може граѓанскиот сектор да направи во насока на подобрување на состојбите со медиумите и новинарите и обратно. Во однос на истражувањето на МИА и МРТ, исто така добивме застрашувачки резултати, односно Македонската радио телевизија заедно со радио сервисот и телевизискиот сервис во Источна Македонија има само тројца дописници. Практично телевизијата нема ниту еден дописник, немаат техничари, работат во исклучително лоши услови, немаат ниту една просторија, ниту еден дописен центар, иако им се на располагање, не ги користат. Во однос на истражувањето за МИА како државна агенција, исто така добивме изненадувачки лоши резултати, имаат многу мал број на дописници во Источна Македонија за разлика од оние во Скопје кои што се во огромен број на новинари. Новинарите земаат 200 денари од прилог за МИА и МРТ. Во брошурата која што ја издадовме пишува детално што се еден новинар треба да направи за да заработи 200 денари. И во однос на четвртиот аспект, тоа е граѓанскиот сектор и новинарите, односно медиумите. Исто така забележавме интересни податоци во однос на тоа дека новинарите и граѓанскиот сектор мора да соработуваат за да се артикулираат подобро барањата на граѓаните и еден интересен аспект за влијанието на граѓанскиот сектор врз уредувачката политика врз новинарите. Во источниот дел од Македонија и дописничката мрежа врзува крај со крај. Многу малку дописници, а покриваат голема територија. Потребно е да се прошират дописничките мрежи во овој регион. Најголем дел од новинарите кои што се дописници работат без техничари, практично се и новинари и техничари без соодветна техничка опрема, што исто така загрижувачки. Морам да кажам дека она што сакавме да се задржиме и на МИА и на Македонската радио телевизија е од аспект на тоа дека тие работат со парите на граѓаните, имаат обврска да информираат. Меѓутоа, ако земете предвид дека во источниот регион вкупно, ако се има 100% наплата на радиодифузна такса, околу 460.000 евра месечно даваат граѓаните на Источна Македонија. МРТВ враќа со 3 плати, не знам, околу 100.000 денари, што значи навистина е загрижувачка состојба и покажува дека
ова истражување би сакале да дојде до рацете и да се искористи од оние кои што треба да ги подобруваат состојбите, со тоа што македонската радиотелевизија ќе му даде подобар третман на истокот, сето тоа ќе значи веројатно и подобра конкуренција за новинарите кои што работат на истокот. Целата брошура е достапна за сите кои што сметаат дека можат да помогнат во оваа област и податоците се достапни, така да сметаме дека ќе дојдат во раците на оние кои што ќе можат да ги искористат најдобро за состојбата на новинарите да биде подобра во наредниот период. За потребите на проектот и за анкетата на брошурата истражувано е дека новинарите многу малку користат годишен одмор. Новинарите немаат слободни денови, немаат буквално ниту работно време. Тие се на работа 24 часа. Поголемиот дел од анкетираните одговориле дека 17% користат годишен одмор и имаат 15 дена за одмарање, додека само 3,4% од анкетираните новинари одговориле дека користат годишен одмор од 25 дена. Реакција на сопственици на имот во местноста Горни Бунар над градските гробишта во Штип. Велат со изградбата на патот кон Новакова чешма, бесправно им е одземен дел од нивниот имот. Бараат да бидат обештетени, дури се заканија и со тужби. Патот почна да се гради овој месец и е грант од Европската унија. Градбата на патот одстапува од предвидената траса. Одземено е дел од нашиот имот без да не прашаат, реагираат сопствениците на имот во местноста Горен Бунар над градските гробишта во Штип, откако почна да се гради патот кон Новакова чешма. Спорно за нив е што со механизацијата се поместени мегите, откорнати биле родни дрвја и шума, со што им било причинето и штета. Проблемот е што никој нас не е консултирал, никој не е пицал, бијќи во си собствено се мојачи. Треба некој, сега они тука имаше дрва, имаше миндали, ја, шума има. Дојделе пожарната и се челе, дојделе Штипи, он собрал дрвата, однесел си ги. Како може, у туѓо имање, у мој имање, то не е на друг. Стоименов тврди дека имотот е негов. Посредбата со одговорните од општината не постигнале договор за решавање на проблемот. Сега вели дека ќе бара обештетување, ако треба ќе поднесе и тужба. Документи има, тоа е на четворица браќа, делено ни е, ево, там тоа е мојто, на други брат, на трети брат, на четврти брат. Ние сме четири, важно тај дел е мој, те од дрвото насаму е, тоа е моја насаму. Сега што барат? Барам да се доведе како што е било. Во се да се чисте и дрвата да ми се најдат. Сакам, тоа си мој се дрво, не може да иземе Стипио, да иземе, не се негови Стипино. Ќе барате ли обештетување? Па ако треба и ќе барам. Тужба ќе поднесам, ако не. Од општина Штип велат нема ништо бесправно. Проектот е одобрен од Европската унија. Според номеричките податоци и елаборатот, тоа е имот на државата. Средствата се добиени од ИПА грант за рурален развој и пред да се аплицира, значи се изготвени елаборати, геодетски елаборати, со кои што се потврдува дека целиот имот кај што ќе се одвива патот, кај што се гради патот е на Република Македонија. Некои од жителите кои што некои места ги држале повеќе од 30-40 години и имаат, мислат дека имаат некое законско право дека ќе ги приватизираат и сега се бунат дека им се одзема со изградбата на патот. А со самата изградба, значи со самиот елаборат се докажува дека целиот простор е на Република Македонија. Изградбата на делницата од градските гробишта до Новакова чешма почна овој месец. Во првата фаза проектот предвидува изградба на асфалтен пат од 1200 метри кој ќе минува низ викенд населбата Плуждино, а во наредната фаза до изградба на патот до штипското село Долани. Инвестицијата е грант од Европската унија вредна 120.000 евра. СДСМ ги укина оние проекти со кои ВМРО ДПМН извојува неколкократни победи токму заради фактот што истите ги задоволува желбите на граѓаните. Со ребалансот на буџетот во најава е нова партиска политика во Македонија која граѓаните скапо ќе ги чини, обвини на денешната пресконференција пратеникот Трајче Димков. Социјалдемократскиот сојуз со доаѓањето на власт ги укина проектите со кои ВМРО ДПМН издвојува неколкократни победи, токму заради фактот што истите ги задоволуваа желбите на граѓаните, изјави пратеникот Трајче Димков на денешната пресконференција.
Димков посочи дека со ребалансот на буџетот се скратени пари за модернизација на армијата и полицијата, образованието, здравството, а од друга страна е овозможено зголемување на платите и бројот на привремени вработувања. Во образовниот процес гледаме дека се намалени 9% конкретно од буџетот на Универзитетот Гоце Делчев. Сега да не навлегувам зошто и како е зголемен процентот од 30% на државниот Тетовски универзитет, оставам на граѓаните да одлучат. Значи, тука имаме инвестиција една која беше многу важна, а тоа е браната на реката Козјак, за кој што има проекти и предвидено е да се гради, меѓутоа е стопиран и тука се намалени тие средства и за многу други проекти. Димков даде свој коментари околу кадровските промени на челните позиции во неколку државни институции. Дел од направените смени се незаконски, таков е примерот и со назначувањето на новиот државен секретар за здравство Владимир Милошев, кој уште од првиот ден удри по колективот со кој претходно работеше, рече Димков. Неспорно е дека здравството треба да се напредува, тоа е многу важен сегмент во општеството и ние тоа треба понатаму да го надградуваме, меѓутоа не на овој начин. Вручително, во 12 часа имаме информација дека тој буквално сакал без опрема, без заштитни овие материјали да влезе во хируршката сала, каде што не е дозволено, без ракавици, без соодветна заштита. Ги вознемерил пациентите и вработените. Според Димков, ваквите примери упатуваат на гол реваншизам преку грбот на граѓаните, а кратењето на скоро 700 милиони кои беа наменети за АРМ и 3 милиарди денари во образовниот процес ќе бидат наменети за плати и надоместоци на гласноговорниците на СДСМ. Фирмата Боров Дол од Радовиш бара јавно извинување од партијата Дом и нејзината лидерка Лилјана Поповска заради изнесена, неаргументирана, неточна и клеветничка изјава на пресконференција. Друштвото за производство и услуги Боров Дол од Радовиш со писмо до партијата Дом на Лилјана Поповска побара од неа јавно извинување и повлекување некако што стои во дописот, а пренесува Исток прес за навредливата и клеветничка изјава објавена на пресконференција на Дом. Изјавата на пратеничката и лидерка на Дом Поповска е полна со неточни факти, дека се отвора уште еден рудник на смртта меѓу Штип, Радовиш и Конче. Неточно, неаргументирано и крајно злонамерно е нејзиното тврдење дека рудата од Боров Дол би се ложила со сулфурна киселина, директно со отворен базен на планината, што воопшто не е точно. Уште еднаш укажуваме дека во Боров Дол би работел само отворен површински коп од каде би се вадела бакарната руда и со транспортна трака истата би се транспортирала до рудникот за бакар Бучим, а би се преработувала во постоечката флотација која работи успешно 38 години. Во писмото понатаму се наведува дека основната идеја со Боров Дол е да се продолжи работниот век на рудникот Бучим, каде рудните резерви завршуваат во 2020 година, а со ставање во функција на Боров Дол, работниот век на единствениот рудник за бакар во државата се продолжува до 2032 година. Очекуваме Дом јавно да ја повлече својата изјава и јавно да ни се извини како што јавно неаргументирано не наклевети и навреди, бараат од Боров Дол. Писмото покрај тоа што е испратено до Поповски и нејзината партија Дом, лиферувано и до градоначалниците на Радовиш, Кончи и Штип, општини кои според управителот на фирмата Николајчо Николов ќе почувствуваат финансиски бенефити од работата на Боров Дол, каде ќе се отворат 200 нови работни места. Трошоците на живот за јуни бележат благ пораст од 1,5%, а цените на мало се зголемени за околу 3% во споредба со јуни минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, пораст на трошоците за живот во однос на мај има кај свежото и разладеното овошје, преработките од месо, брашното и житариците, како и други прехранбени производи. Во јуни има пораст кај цигарите, информатичката опрема, патниот сообраќај и кај паќе туристичките аранжмани. Намалување на трошоците на живот има кај млекото, сирењето, урдата, алкохолните пијалаци, маслото, јајцата и пекарските производи. Намалување е забележано и кај гасот за домакинствата, предметите за лична хигиена и здравје, средствата за чистење и малите електрични апарати. Пред почетокот на отварањето на сезоната за одстрел на прелетен дивеч,
која традиционално се отвара на Илинден, од ловното здружение Ловец во Штип ги потсетуваат ловчиите дека за да учествуваат во лов треба навреме да ги извадат потребните дозволи. Ловното здружение Ловец од Штип на 2 август ја отвара сезоната 2017 и 2018 година. Се лови прелетен дивеч и тоа се лови исклучиво, значи, голуб грлица, препелица и гривнач. Значи, тоа е среда, 2 август. Сите ловци кои си ги подмириле, значи, и платиле за 2017 и 2018 година имаат право да ловат, откако ќе си добијат дозвола овде во ловното здружение во Штип на Лозаловец. Колку чини дозволата, дали ќе има одредени корекции за сите оние кои што нема или пак санкции кои што нема да ја обезбедат потребната документација на време? До 2 август, значи заклучно со 1 август, кој ловџии ќе платат кошта 3000 денари, а после 2 август ловната карта кошта 3500 денари. Значи се молат сите ловци кои сакаат на некој начин да си заштедат 500 денари, да си ги подмират овие обврски за да можат и да ловат. Вчера во рамки на Штипското културно лето во Дом на млади се одржа изложба на фотографии на Методија Максимов. Ова е моја прва фотографска изложба на фотографии. Се спремавме негде околу 2 месеца за неја. Голема благодарност и до Домот на млади што во овозможи простора тука за да направиме изложбата. Имате мотиви различни има на фотографиите. Имаме од пейзажи, портрети, имаме стрит фотографија, модна фотографија и имаме арт фотографии, боди арт фотографии и различни мотиви. Македонија има нови ракометни херои кои се изборија за пласман во четвртфиналето на светското првенство во Алжир. Со тактички мудра, зрела и трпелива игра во пеколен амбиент го победија домакинот Алжир и вечерва ќе излезат на мегдан на актуелниот светски шампион Франција. Младата селекција на Македонија, предводена од селекторот Илија Темелковски, испишува нова светла страница во македонскиот ракомет. Откако како втори на табелата ја минаа групната фаза во осмина финалето, македонската селекција налета на домакинот Алжир. Иако на свој терен, бодрени од френетичните навивачи, алжирците беа немалки пред нашите момци кои се надминаа себе си, ги остварија сите тактички замисли на селекторот и издружно, сложно и колективно успеа да слават победа изразена со резултат 24:20. Победа на која намногу се израдува нашите во македонскиот табор, но за волја на вистината мора да се истакне дека добија вистински овации и громогласен аплауз од објективната алжирска публика која знаеше да го процени ракометниот македонски бисер. Она што го краси успехот на македонските ракометери е и податокот што тие настапуваа во најсилната С група, од која и Шпанија, и Македонија, и Тунис, и Русија обезбедија пласман во четвртфиналето на овој шампионат. Македонија вечерва очекува уште една тешка борба, бидејќи на мегдан ќе се појави против актуелниот светски шампион селекцијата на Франција. Еве ги комплетните четвртфинални двојки: Германија, Тунис, Франција, Македонија, Унгарија, Шпанија и Данска, Русија. Сите четвртфинални надпревари на програмата се вечерва. На меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров синоќа во Чардаклија се одигра еден надпревар во кој екипата на Адрија Комерц го победи тимот на Ел Пасо со резултат 3:1. Надпреварот Сењак 99 добри луѓе е презакажан и ќе се одигра во петок. Вечерва на програмата се нови два надпревари во кои се среќаваат Фармер Вест и Ел Пасо, Адрија Комерц и Трансформатори. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетите на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Пријатно!